Во отвореното одделение тука престојуваат 11 осуденички, толку и капацитетот. 4 простории на каде што престојуваат и уште една просторија бањата каде што има. Ова има кујната која што ја користат за да се направат кафа, да се изготват. Само за ова одделение, да. Така. Заедничка кујна. Мини кујна да речеме. Така. Овдека се оние со добри услови. Да. Со Од аспект аспект на слобода, од аспект на поголемност, кои може да ги користат според глас на закон. Келиите, односно просторот, верувам дека да речеме горе-доле ист, како и они што го видовме. Големината на собата е различна, нели? Имаме соба со 2 осудени лица, со едно и со 4 соби. Така да еве може да погледнете една. Имаме одредени осуденички кои одат на фирма како што одеше и Катица. Така. И преку ден они не се тука, да кажеме, доаѓаат. Затоа оваа пример соба празна. Да. И овдека има право да внесуваат исто како и во останатите. Па да, овдека можда деновите се пократки, таму се подугачки. Ради слободата која добиваат во текот И на активностите што ги имаат, значи делуваат во управа да работат, дел во тренинг центар на фирма, излегуваат да работат тука, се работно ангажирани во дворот, им поминуваат побрзо времето. Со активности. Оној неред што го направивме таму, сега они треба да го среда. Така.